Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, каде што денеска на почетокот на оваа работна седмица ќе разговараме заедно со една наша гостинка која што била и претходно и со која што денеска ќе се посветиме на тема која што можеби вака делува многу општо, но верувајте кога ќе завлезете во нештата и кога ќе слушате подробно и кога ќе размислите на крајот на криштата, со надеж дека по завршувањето на емисијата, јас секогаш велам, барем една личност да се замисли и да пристапи кон промена на својот живот, за мене тоа е успех. А од многу емисии до сега, едно 2000 и нешто емисии колку што се направени, замислете 2000 и нешто луѓе да си го промениле животот само поради тоа што сме разговарале. Тоа е веќе позитивно. Мисли, афирмации, привлекување на искуствата со Илина Ведран ќе разговараме, која што е мотивацијска говорничка и тренер по личен развој по методата на Луиза Хеј. Ќе разговараме токму за оваа тема. Илина, добар ден. Добро ве најдов. Ќе може на ти да ти се обраќам, веќе си наша во студиото. Так. Ќе си разговараме за, општо кажано, мисли, афирмации и привлекување на искуствата, но истовремено ќе се задржиме и на работи кои што сега ти се баш во ек со почетокот на годината, па ќе се спомнуваат нови работилници, сигурно ти се во план, ќе разговараме и за тоа. Кажи ми само да ги подсетиме гледачите многу кратко, бидејќи имаме разговарано за методата на Луиза Хеј, оние кои што можеби сега ни се придружуваат, прв пат гледаат за што станува збор. Која е Луиза Хеј, мислиш? Да, што би се рекло. Значи, вака, Луиза Хеј има малку луѓе кои што не слушнале за неа, особено со водата Јана или со пораките со афирмација. Кај нас се прочу за низа. Луиза Хеј е еден од најдобрите мотиватори на планетава Земја, која што веќе изминативе 30, односно 40 години успешно работи. Таа има сега 89 години и се уште работи. 89 години, да. Да, па дури имаше едно интересно, пред 5-6 месеци објави дека има и нов дечко. Црцка? Да. Па тоа е тоа. Да, тоа е супер. Значи, сама жената има поминато доста тежок животен период, тешко детство, си има соочено со тешка болест, има надминато и болеста и навистина еден пример за начин на кој што треба на кој што би можеле, односно не треба, на кој што би можеле да го живееме животот. Мене во некои животни моменти, низините книги ги има тука кај нас во издание на Матица, како да го излекуваме својот живот, ми помогнаа многу зашто ќе зборуваме понатама и тоа беше причината која што јас се одлучив да побарам за каде можам да го завршам низиниот програм и да го работам тоа. И начинот на кој што она допира до сите луѓе, она позната исто по метафизиката, бидејќи ги поврзува мислите со одредени болести, односно одредени телесни симптоми, е многу лесно разбирлив за луѓето. Значи, начинот на кој што пишува, некој што кажува, верувам дека многу луѓе си имаат сретнато со незе и ако еднаш ја прочитаме книгата низна, било која низина книга, понатаму ние остануваме рамнодушни во врска со она што го мислиме за себе, начинот на кој што го гледаме животот, мислите кои ги мислиме и како сето тоа да направиме за да се смениме. И главната, значи главно во целиот програм е како да почнеме да се сакаме себе си. Тоа е веројатно и главното прашање на многумина кои што би станале свесни дека можеби треба да почнат од себе си да се сакаат. Така што не само главно прашање, туку и можеби и најтешко. Многу полесно е да ги сакате другите, можеби, или да им се посветите на другите, полесен е патот отколку кон себе си да се свртите. Да, меѓутоа не можеме да ги сакаме другите ако не се сакаме себе си, нели? Ако немаме во себе љубов, што ќе им дадеме на другите? И се додека викаме дека јас ги сакам другите, меѓутоа се другите ги ставам на прво место, тоа не е љубов, тоа е очекување. Очекување кое што имаме после еве како на некој начин дека некој кога нас ќе не биде тешко, дека некој очекуваме нешто да направи за нас. Јас се направив за тебе, што ќе направиш ти за мене, што е многу често се случува, особено во врските, нели? Да. Затоа љубовта за себе почнува од моментот кога ќе се прифатиме со се она што го носиме во себе. Сите имаме минато.
Така? Сите имаме искуства. Сите имаме емоции кои што више ги делиме на позитивни, негативни, меѓутоа нема позитивни, негативни. Сите емоции се наши и тука се емоции кои што ни прават се чувствуваме добро и емоции кои што ги викаме оние лоши емоции кои што ни овозможуваат да осознаеме многу работи за себе. Ни овозможуваат да се запознаеме себе си, да работиме на себе, да го исправиме она што на некој начин е погрешно во нас, она што погрешно го мислиме за себе си. Одлично. Тоа ми се допаѓа кај тебе, например, кај се она што го работиш, најчесто секогаш тргнуваш и веројатно тоа е и најдобриот пристап за луѓето да се препознаат себе си, тргнуваш со лична приказна или со нешто што си го носиш од себе си, од багажот кој што сите си го имаме зад себе, но веројатно тоа се приказни кои што си ги разгледала и си ги надминала, си ги затворила, па сега ги пренесуваш или? Така, вака, сега можам да седнам и да зборуваме се оваа емоција ќе ви направи ова на телото. Можеме да кажеме дека ова верување ви предизвикува тоа. Меѓутоа, јас одлично од себе тргнувам, кога некој ми кажува за нешто, би сакала да слушнам, нели, дел од искуството кој што некој надминал нешто, но не за да се докаже, него сакам на тој начин со кажување на своето искуство да им приближам на луѓето колку е се нормално, дека нема потреба да се криеме од себе, да се срамиме, да кажуваме дека не знам, нешто порано ако сме биле ранливи, повредени, ако некој не повредил, ако никогаш сме го добрале дното, дека е тоа срамота да се кажува. Не, тоа воопшто не е срамота, тоа е сосема, значи за мене е тоа дел од животот, односно тоа е шанса за да станеме нешто многу повеќе. Јас сум благодарна на сите мои животни искуства. Ти имаше прилика на конференцијата. Да, бидејќи на еден начин сакав сето тоа да им го приближам на луѓето и им кажам дека навистина во секој момент можеме само да донесеме одлука да бидеме подобра верзија на себе. И можеме промената да почнеме сега, одма, во овој момент. И било кој гледач сега да не гледа, може да одлучи сега, во овој момент. Да не биде тоа чекај од понеделник, чекај од утре. Не, апсолутно, значи не е битно каде се наоѓаме. Не е битно што чувствуваме. Значи види, во овој момент има некој богат човек кој што плаче, нели? Има сиромашен кој што се смее од срце. Има некој здрав човек кој што здравието не си го почитува, кој што прави се против себе и против своето тело. Но има болен кој што ги прегрнува своите деца и кој што им кажа колку ги сака. И тоа не е битно што чувствуваш, битно е што мислиш во тој момент. Значи битно е што мислиме. Ако мислам дека можам, можам. Ако мислам дека не можам, нема да можам. Така е, се согласувам. На тој начин, веројатно со таквата мисла, веројатно и така и си привлекуваме по позитивни работи кон себе си, или? Апсолутно, значи не по-позитивна, самата... Изфрлата енергија позитивна од вас. Самата мисла може суштински да ни го смени животот. Ние многу често, еве денеска е многу популарен тој закон на привлечност, нели? И луѓето сега прво што ќе го изгледат филмот Тајна, почнуваат да седат дома и да медитираат и да чекаат да им се случат чуда. Да паднат парите од него. Парите доаѓаат и секаде, да. Меѓутоа, функционира се, но сега, да не влегуваме во премногу, како што викаат амерички приказни, нели? Многу е битно тој момент, значи кога посакуваме нешто да смениме, посакуваме да имаме повеќе финанси, посакуваме, нели, употребуваме закон на привлечност и употребуваме позитивни мисли за да добиеме нешто материјално. Но многу битен момент во сето тоа е, мене почна да ми успева кога го сватив тоа, дека ние секогаш што и да посакуваме, најбитно треба да посакуваме да се чувствуваме добро и задоволно. Да се чувствуваме задоволно со себе си. Ако јас посакував да го работам ова, и оваа работа, јас не посакував, ако викав, ете, јас ако сум прва во Македонија што ќе го работи ова, ќе заработам многу пари, ќе дојдат многу луѓе. Ако одев со таква намера, можеби во еден момент ќе заработав пари, нели? И после што ќе се случеше?
наеднаш немаше таа енергија да се држи, бидејќи јас немаше во себе да имам задоволство. Но јас ако кажам, јас барам работа, да работам работа која што ќе ми исполнува, работа која што работа со која што ќе бидам задоволна, работа која што ќе ме прави среќна, што на некој начин можам да им помогнам на другите и на кој начин да им помогнам на другите за тие и јас да се чувствам задоволна, и тогаш веќе го привлекуваме тоа искуство. А сите материјални добра, нели, ако сме ние со среќни, ако имаме чувство на радост, ако сме задоволни, се што е потребно доаѓа, го привлекуваме. И затоа викам, и ви имавме, ќе имам една работилница во врска со изобилството, како луѓето го гледаат тоа изобилството, го гледаат како пари. Меѓутоа, многу е битно на кој начин, кога ќе ми дојдат мене клиентите, јас викам, јас 2 пати примам. Како? Еднаш со тоа што сум задоволна бидејќи вие ми верувате дека ќе работите со мене, а вториот пат ја добивам, нели, наградата за сето тоа. Значи, кога ќе почнеме на тој начин да ги гледаме работите во животот и кога ќе почнеме секоја намера, односно све што сакаме да достигнеме, да се прашаме колку јас ќе бидам задоволен во врска со ова, дали тоа мене ќе ми пружи задоволство, тогаш сме се закачиле на вибрацијата, имам и би можеле да го привлечеме сето она што му е потребно на нашето срце, а не на нашето его. Не да кажеме милиони, не знам, ваква кола, онаква. Можно е сето тоа да се случи, меѓутоа да пристапиме со моментот на своето лично и внатрешно задоволство. Значи, тоа е клучот на тајната, да, што цело време ја презентира. Да. Ќе направиме пауза за реклами во овој момент, па ќе се вратиме подоцна да поразговараме и подетално. Телекабел. 19 години во врска. Што можеш да направиш за еден момент? Можеш да ги разбудиш сите комшии, а можеш и да платиш за да купиш нова играчка. Плаќај брзо, лесно и сигурно со новите безконтактни картички Mastercard од Стопанска банка. Само приближи ја картичката и готово. Стопанска банка, на ваша страна. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. Во текот на денешното издание на 24 за животот, јас да ви кажам искрено многу ми е убаво бидејќи многу повеќе молчам. Кога ќе ми почне така седмицата, искрено се радувам бидејќи во тој момент знам дека имам прекрасни гости спроти мене. Или на Ведран, мотивацијска говорничка и тренер по личен развој по методата на Луиза Хеј. Разговараме за мислите, афирмациите и привлекувањето на искуствата. За мислите зборувавме доста во првите 10 минути. Мислам, ние можеме да разговараме до утре реално. Не знам како издржуваш работилниците да ги држиш во одреден тајминг како што треба некоја временска рамка, при тоа да не излегуваш од временската рамка или... Па излегуваме помалку. Ваквите теми дефинитивно и сите кога ќе споделат своји искуство и мислења, сигурно излегуваат од временските рамки. Кога се договаравме за емисијата, договаравме неколку начално работи за кои што ќе се осврнеме. Она што првично го правевме муавет во концептот е промисленото создавање. Веројатно и на тоа ќе бидејќи и на почетокот, нели, во она што го спомнуваше позитивното размислување, практично афирмативните гледишта на законот за привлеченост и тоа што го спомена се. За понатаму, на пример, дали многу од луѓето денес или на ќе се изразам народски, веројатно, посоодветно, закочуваат во минатото на одредени настани или работи што ги влечат, да речеме, и од детството, и од нешто каде што се почувствувале дека се на дното, па
Ете, сега за време на рекламите баш зборувавме за тоа. Бака, јас можам да кажам на мој искуство. Слободно, тоа е најдобро. Во врска со, значи, имаше еден период пред неколку години, јас се најдов во ситуација која што вика ме тресна од земја. Буквално се ми се сруши, немав работа, долгови, со дете и како што така очајно ми требаше работа. Јас имав еден период од животот каде што не носев никакви одлуки. Јас порано живеев во Белград и таму работев, и кога се вратив во Скопје, 3 години бев без работа. И постојано конкурирав, но никој не ме викна на интервју. И кога донесов една одлука вистински да го сменам животот, по цена на се, значи знаев дека апсолутно кога ќе направам тој чекор дека се ќе се сруши и се сруши. Во тој момент кога донесов одлука, мене во рок од 2 дена у една банка која што 3 години конкурирав, иначе економист сум по професија, бивши, ме викнаа на интервју. Ме викнаа други фирми. Јас одам во банката... Одеднаш од немање работа, не знаеш каде попрво да стигнеш на интервју. Али во меѓувреме јас почнав да одам на една академија за лайф коучинг. Јас толку влегов во сето тоа, почнав и бесплатни тренинзи да одржувам, толку бев среќна и исполнета со тоа. Значи, за мене тоа беше работа. Јас викам, јас работам, јас сум вработена и тоа е така. И мене ме викаат на интервју. Јас одам во банката, и во сред интервју јас сваќам дека јас не знам што правам тука. Ова не сум јас, ова не е за мене. Не ти е јасна идеја табу. Така, таа старата навика која што ми викаше дека ти порано имаш работено во Белград во банка, банката е сигурна институција, секој месец редовно ќе земаш плата, сето она што е комфортната зона, еден дел од мене викаше да, ти си сега за тука, друг дел нешто ми викаше буквално да земам, да скокнам од столицава и да излезам, и така и направив. Станав во еден момент и им се заблагодарував. И излегов. Тоа беше тоа, и само што излегов од зградата, во тој момент јас викам, јас имам работа. Јас имам нешто што сакам да го работам. Во тој момент истојот ми звони телефонот. Ме викаат, ви се јавуваме од една фирма која што веќе бев на интервју, вика, вие сте во тројцата кандидати, дојдете на интервју. Има 2 отворени работни места, значи 99% ќе влезав, од толку немање работа. И јас им реков, ви благодарам, јас сум вработена. И јас отидов дома на мојта која им го кажав тоа, знам, баба па ти дали си нормална? Две работи си одбил. Долгови, дете, па како сето тоа ќе го... Што замислуваш ти? Кој тебе? Не, викам, јас имам своја цел. После 1 месец, јас се најдов на обуката на Heal Your Life за Лоиза Хей. Во друга прилика ќе го зборуваме тоа, значи тоа беше едно многу чудно искуство и на интересен начин дојдоа и финанси до мене да сето тоа го направам. И после, месец дена после тоа, јас бев гостинка во сите телевизии скоро. Да, се сеќавам пред година дена од прилика. Значи, јас во тој момент донесов одлука. Јас тоа што го сакав, тоа и веќе бев убедена дека тоа го имам. И јас го имам во себе. Значи, ние се создаваме од себе. За да се манифестира надворешно, првенствено мора да го создадеме внатрешно во себе. Сега, тука луѓето ќе кажат, како јас не сакам вакви лоши искуства. Како тоа јас го создавам. Нели убаво ние кога зборуваме за убавите работи, меѓутоа кога никој ќе не вознемири, кога имаме некој лошо искуство, ние не сакаме да превземеме одговорноста за себе. И тоа е 100% одговорност. Кога ќе превземеме одговорноста и за оние непријатните искуства дека ние се создаваме, ќе можеме да создадеме какво што сакаме искуство, ќе можеме да исправиме се внатрешно во себе. И тоа е моментот да сватиме дека она што рековме, нели, дното кога ќе го допреш или не е битно каде си и што си, битно е да сватиш дека ти си на овој свет, си жив и здрав и треба да бидеш благодарен бидејќи постоиш, а со самото тоа постоење можеш да направиш апсолутно се. Многу од луѓето се плашат. Стравот е веројатно сериозна пречка. Да, затоа што стравот е
другата страна од стравот што е? Љубовта. Кога има љубов, нема страв. Стравот е неповерење во животот, кога не доверба во животот. Ако не веруваме во животот, не веруваме во себе, нели? Во своето постоење. Многу е битно кога сме во состојба на страв да сватиме дека во тој момент, дека во нас, во сите нас се наоѓа едно малечко детенце. И она е тоа внатрешното дете кое што го спомнуваме на многу работилници и го работиме како теми. И сите имаме во себе едно мало дете на кое што му е потребно љубов и прифаќање. И во тие моменти на страв во нас се плаши тоа дете. Затоа што ние, кога растеме, ние кога ќе се родиме, знаеме дека, мислиме дека можеме се, и како малите деца тргнуваат, прават се и само ние ги стопираме, немој ова, немој вака, немој така. И ќе дојде некој ќе ни каже, види, јас сум возрасен, поискусен, јас знам апсолутно се, знам подобро од тебе. И ти од овој момент можеш да ги слушаш моите правила. И кога тоа дете ќе направи нешто што тоа сака, не е во склад со возрастните, и кога ќе го искараат, види што направи, ова не е добро, тоа дете мисли дека нешто не е во ред со него. И сето тоа станува како запис внатре во нас. И ние, кога ќе пораснеме, кога ќе сакаме да донесеме некоја своја одлука, мислиме дека нешто не е во ред со нас, ако не се однесуваме во склад со тоа како што бара околината. И во тие моменти треба само да се присетиме на детето во нас и да му кажеме дека се е во ред, дека ние сме сега тој возрасен кој што се грижи за него и дека во секој момент ние можеме да му даваме и љубов и поддршка и стравот едноставно ќе исчезне. Тоа вака кратко кажано, вака објаснето, можеби да делува едноставно лесно, но луѓето веројатно имаат страв од тоа да не чувствуваат страв. Тоа е веќе подлабински чувства. Страв од страв. Да. Па не, веројатно страв од тегоби, од тешкотија, од работи што би им се случиле. Па да, бидејќи не се познаваат себе си. Кога ние 100% ќе се сакаме, нели како што рекавме, кога ќе се прифатиме со сите своји емоции, нема потреба да се плашиме, од себе се плашиме. Зашто се во себе носиме. Се плашиме од оние непријатни чувства, се плашиме од она што ќе биде ако направиме промена, што е тоа што од нас ќе излезе, со што ќе треба да се соочуваме. Позади тој страв стои бес, стои тага, стојат многу емоции кои што ние, односно нели стравот е поврзан со егото. Нешто викаме дека егото е она кое што не држи во комфортната зона, односно позади целото тоа его стои еден страв. И нема потреба ние да бидеме уплашени дека некој, ако се разоткриеме, сосема е нормално, ние сме ранливи суштества и ние сме луѓе кои што живеат на оваа земја, планета. И јас сум ранлива, и ти си ранлив. И секој на овој свет е ранлив. И секој може да биде тажен, може да биде бесен и може да биде лут, нели? Но може да биде и среќен, може да чувствува и радост. Така. Се тоа нормални човечки емоции и нема потреба зашто се плашиме од нив. Тоа е, гледам дека цело време тука некаде се вртиме во текот на муабетот кон поафирмативните делови, кон прифаќањето и така натаму. Како според методата на Луиза Хеј се практикуваат афирмациите, бидејќи тоа не се споменати во насловот? Така, афирмациите се позитивни ставови. И се некој многу луѓе денеска користат афирмации. Меѓутоа, многу е битно афирмациите да ги користиме кога ќе го осознаеме, односно кога ќе го пронајдеме она што не штима во нас, нели? Односно она верување кое што не ограничува. Афирмацијата не дига вибрацијата, нели? Викаме да бидеме на подобра вибрација за да привлекуваме подобри работи. Јас, например, може да афирмираме овој разговорот во студиото тече на лесен, прекрасен и спонтан начин. Јас изразувам на начин, односно на јазик кој што е разбирлив за сите. И го искажувам тоа на начин на кој што може да ме разберат сите. Афирмацијата јас кога почнам да користам афирмации, значи првенствено изгледам многу онака како што кажувам нешто што не е така. Значи афирмацијата се кажува како веќе да го доживуваме тоа,
значи се кажува дека се случува нешто во сегашно време, можеме да афирмираме само за себе лично и кога афирмираме, битно е да има чувство во таа афирмација. Не само да кажеме афирмацијата, битно е да се чувствуваме некако, да се чувствуваме добро, да се чувствуваме сакано. Јас, например, и во афирмација за здрав ќе кажеме, јас го сакам животот, животот ме сака мене. Јас му верувам на процесот на животот. И тоа е главната афирмација за стравот. И ние кога ќе го кажеме тоа, а не да афирмираме јас се ослободувам од стравот, бидејќи во самата афирмација кога постои зборот страв, ние повторно се фокусираме на стравот. Афирмацијата е како ако сме имаме некоја ситуација, односно некој проблем, на кој начин ние не гледаме во проблемот, туку гледаме во решението на проблемот и се наоѓаме во состојба како тој проблем веќе да е решен. Афирмации има доста кои што сакаат може да најдат на интернет, ја исто на мојата Facebook страна или на Ведран, секојдневно поставуваме некои афирмации, се мотивираат луѓето и афирмациите се еден прекрасен начин на кој што можеме да достигне, да доживееме, односно да направиме некои промени. Тоа е како да посееме едно семе во земја и како што афирмираме, чекаме полека сето тоа да израсне во едно прекрасно растение и да роди некаков плод. Каде може да се сретнат луѓето со тебе и да разговараат, например, конкретно за мислите и афирмациите? Така, значи секој месец редовно, тоа го држуваме во хотелот ТЦ Гранд Плаза, имаме поеднаш месечно мотивацијско предавање кое што е на различна тема. Еве сега имаме во четврток на 21 од 19 часот, кој што сака. Не, ќе помина јануари. Да. Сега станав свесен. Добро. Кој што сака може, односно сите оние кои што сакаат да работат на себе, кои што сакаат да се запознаат со нешто ново, односно кои што сакаат да променат нешто кај себе, ние секој месец чекор по чекор заеднички растеме и одиме од тема на тема. Започнавме од минатиот месец, сега продолжуваме во четврток, кој што сака може да се пријави на info@ или на vedran.com или на Ведран на мојата Facebook страница. Таму има апсолутно се, но меѓутоа има луѓе кои што не користат Facebook, можат на мејл да се информираат. Потоа ќе имаме една работилница на 30 јануар. Добро. За мудрост и изобилство. Ова е интересна тема која што ќе зборуваме и за парите секако, ќе зборуваме општо за изобилството, на кој начин ги прифаќаме работите во животот, на кој начин ги гледаме работите, на кој начин го бараме она што го посакуваме, а што мислиме за себе. И на кој начин ја користиме својата внатрешна мудрост, својата интуиција, како да ги препознаеме своите чувства, односно како да излеземе од оние ограничувања кои што постојано не држат на едно место, да бидеме заглавени, за да можеме да живееме живот во изобилство. И тоа е тоа за сега, наредниот месец сме во Охрид. За јануари, значи само да повториме, 21 јануари од 19 часот мотивацијско предавање за мислите и афирмациите во ТЦ Гранд Плаза, а 30 јануари сабота, не оваа, следната, 10:30 сабајлето, работилница мудрост и изобилство исто во Гранд Плаза. Да. Следниот месец веќе има некакви планови или? Има, следниот месец е онаа долго чеканата и посакуваната работилница Промени ги мислите, излекувај го животот, која е креирана лично од Луиза Хеј. Тоа е на 13 февруар и таа работилница веќе успешно ја одржувам секој втор месец кај нас. Супер. Тие се 2 дена интензивни. И таа работилница во светов се одржава веќе 30 години и креирана е баш лично од Луиза Хеј. Ништо апсолутно не е променато. Таа работилница, ако ме прашаат луѓето што добиваме, едноставно, имам само еден збор со таа работилница, можеме да се добиеме само себе си и ништо повеќе. Тоа е тоа. Кој што е заинтересиран понатамо може да се информира на Facebook, има настан, или па да се обрати, да добие било каква информација што ќе се случува тие 2 дена, а секако може повторно да бидам гостика пред тоа, па да зборуваме нека. Не, тогаш може да се посветиме конкретно баш на самата тема. Так. Промени ги мислите, излекувај го животот.
Илина, на крајот сме денеска од изданието. Луѓето веќе доколку сакаат, сега в четврток може да ти се придружат на работилницата. Да, обавезно. Значи пријавите се обавезни, бидејќи сепак интересот е многу голем, многу голем број, многу голем број луѓе доаѓаат и за жал местата сега се ограничени. Да, така да за да им обезбедиме место би било добро да се пријават. Ти благодарам многу за гостувањето. Благодарам. И ти посакувам успех во оваа нова 2016 година. И многу луѓе да си ги прифатат своите афирмации и да си го променат животот. Да се прифатат себе. И да се прифатат себе си. Рековме, еден човек, еден гледач, една личност да почне да размислува од денешнава емисија, ние сме на добар пат. Така. Ти благодарам. Благодарам на тебе. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Јас и вие се гледаме повторно за час и половина, до тогаш останете со 24 вести, следуваат вестите во 15 часот. Пријатно.